Регионални вести. Развојот на Попова шапка најверојатно ќе оди на основа на јавно-приватно партнерство, вели министерот за економија Крешник Бектеши, кој вчера присуствуваше на презентацијата на физибилити студијата, која се одржа на скијачкиот центар. Физибилити студијата нуди 7 опции за развој на Попова шапка, обелодени министерот за економија Крешник Бектеши, откако студијата вчера беше презентирана зад затворени врати. Најверојатно ќе се земе во предвид изборот, центарот да се развива на основа на јавно-приватно партнерство, затоа што државата веќе вложува во изградба на жичници, а со хотелите собственост на АДСМ би управува приватен концесионер, поради тоа што досегашната пракса покажала дека секоја година тие се во загуба. Студијата предвидува изградба на нова жичара Тетово Попова шапка. Беше предвидено да се отпочне од наредната година да направиме детален проект што се однесува до гонголата. Гонгола која согласно нивните калкулации би коштала негде 23 милиони евра. Ние наредната година ќе почнеме со проектирање на гонголата. Невладините организации вчера негодуваа поради донесувањето на одлуки за развој на центарот далеко од очите на јавноста. Велат дека досега се потрошени над пола милиони евра за студии и анализи, но на терен за развој на центарот ништо не се презема. Научени сме, бидејќи пред известно време е изработено проект од Веконин 200.000 евра, значи физибилити студија која што не сме го виделе, ист на овој начин, и пред известно време е изработено и Eco-Science од 233.000 евра, иста физибилити студија што и ние не сме го виделе. Една од точките на денешната седница на владата која ќе се одржи во Тетово е разгледување на физибилити студијата за Попова шапка и избирање на најоптималната понуда за нејзин развој. Како дел од посетите на повеќе министри во пресрет на владината седница која денес се одржува во Тетово, е и посетата на министерот за здравство Венко Филипче во клиничката болница. Тој го посети интерното оделение, лабораторијата за крвни анализи и ургентниот центар. Министерот за здравство Венко Филипче денеска беше во работна посета на клиничката болница во Тетово. Заедно со директорот на болницата Флорин Бесими го посетија оделението за инфективни болести, кое, како што кажа Филипче, е целосно реновирано. За време на минатата посета пред отприлика година дена заеднички заклучивме со директорот дека треба да се инвестира и е веќе целосно реновирано со нова инфраструктура, нови кревети за подобар престој на пациентите. Целосно е реновирана и лабораторијата, во која што се изведуваат лабораториски анализи на крвта, како за болничките пациенти, така и за пациенти кои што имаат потреба од амбулантски преглед на крвта со огромна фреквенција која што е континуитет. Практично секоја година се зголемува и еве годинава веќе надминува 20% во однос на бројот на анализите и фреквенцијата на пациенти во однос на минатата година. Министерот истакна и дека клиничката болница во Тетово во континуитет ги зајакнува капацитетите во однос на вработување на здравствен кадар. Работени се над 150 доктори, медицински сестри и останат персонал, дополнителни 40 со договор на дело на кои што треба во следниот период да работниот однос се направи во работен однос на неопределено време. Огромен број на субспецијалисти веќе се вратени со завршени субспециализации, што значи дека нови дејности веќе од оваа година се достапни за сите пациенти во овој регион, а навистина голем регион и голем број на жители покрива оваа клиничка болница во Тетово. На располагање на пациентите се субспецијалисти од областа на гастроентерохепатологијата, понатаму ендокринологијата и нефрологијата, што отвара можност за многу термини за прегледи и ја прави услугата поблиска до граѓаните, жителите на овој регион. Неговата посета беше во рамките на активностите на повеќето министри кои денеска присуствуваа во регионов во пресрет на владината седница која се одржува во Тетово. Расте бројот на заболени од диабет во Тетово. Загрижувачки е што голем број од пациентите се деца. Во денешната акција за мерење на шекер во крвта која организираше Сдруженијето Диабет, се откриени поголем број на случаи заболени од шекерна болест. Тоа доволно кажува дека расте бројот на пациенти кои имаат шекер во крвта, а голем дел од нив се деца. Многу алармантно и бројката и понатаму ќе расте, затоа што
така се некои прогнози дека ќе понатаму ќе се зголеми за жал бројката. Ова акција ще прашам, што покаже? Дали колку да се имате? Па имамо 80 околу, да. Од генив, колку да речемо. Знаете што? Вака, секоја акција, еве и минатата и претходните години што сме организирале, секоја акција ние ги прашуваме сите што доаѓаат, дали сте, значи имате диабет или немате, или само контрола правите. Тие што ни викаат дека немаат, 1/10 граѓани, да речемо, излагаат со повисоки вредности на ниво на шеќерот во крвта и ги пропратуваме, нормално повторно па да проверат нивото на шеќерот, да видат што е работа, што има висок шеќерот. Значи, самите викаат дека немаат, а фактички они имаат, дали од незнање, не знам се како да кажем, ама важно мора да се провери повторно на доктор, да се види, да се прати ситуацијата, да се види дека нивото на шеќерот нешто не е вред и да се преземат мерки за да не дојдат до некои си понатамошни компликации во врска со шеќерот што е повисок. Истакна Душко Игнатовски од Сдруженијето Диабет. Проблемите со доснењето на инсулинска терапија, но и недостиг на инсулин последниве години се надминати, вели Игнатовски. Министерството за здравство и Фондот за здравство направија дури една позитивна, можем да речем дека за прв пат од минатата година имамо 3 нови типа на инсулини, и то современи инсулини, кои што досега сме ги имале по развиените европски земји. Тие инсулини, значи поквалитетен третман на лекување, така да тоа е све политика на Министерството и на Фондот, каде што се заложи да ги вметнат овие 3 нови типа на инсулини, каде што... Да, и горе-доле за сега е добро. Истакна Игнатовски. Податокот говори дека Тетово и Струмица се на врвот по бројот на заболени од шеќерна болест. Градежните работи за новиот систем за наводнување Равен Речица течат со задоволителна динамика, констатираа денес владини представници, кои што извршија увид во текот на проектот, вреден 15 милиони евра. Една година од почетокот на изградбата на системот за наводнување Равен Речица, завршени се околу 25% од проектот. Увид во градежните работи близу врапчишкото село Топлица денес извршија министерот без ресор Хисен Джемаили, државниот секретар на Министерството за земјоделство Нефрус Челико и директорот на водостопанство Славе Арсовски. Надлежните рекоа дека се задоволни од текот на работите, иако на гостиварската територија се соочиле со потешкоти околу експроприација на земјиште. Сите овие земјоделски површини ќе се опфатат со нов систем за наводнување, модерен систем, затворен систем за наводнување, што значи еден крупен проект, капитален проект од 15 милиони евра. Ќе придобива целото население, целиот регион Полошки за ова, сите оние што се занимаваат со земјоделие, ќе им биде и полесно и така натаму. Имаме помали некои проблеми околу експроприацијата, иако од наша страна е комплет завршена целокупната постапка. Во Тетовскиот дел експроприацијата се одвива нормално, во Гостиварскиот дел имаме некои помали проблеми, правообработителството не редовно ги врши активностите, верувам и тоа ќе се надмени, иако со одобрението за градба експроприацијата треба по законот за градење треба да заврши до пуштање на употреба, значи не очекуваме некои пречки, овој капитален проект навреме ќе завршите и мислам добито на земјоделците по Полошкиот регион ќе биде многу голем и мај ќе го предвиде дека ќе офатиме некаде околу 4000 нови хектари земјоделски површини за наводнување, кои што ќе придонесат и самите земјоделци и културите да ги менуваат и да имаат култури кои што профитабилни, кои што на пазарот повеќе одат, значи водата колку да негираме или кажуваме, без вода нема ни земјоделие. Денешниот увид во работите беше дел од низата активности на владата во Полошкиот регион кои претходат на одржување на владина седница во Тетово. Целта на седниците на влада што се одржава во регионите е да биде што по-блиско до граѓаните, да ги види реализираните проекти што се до сега реализирани и проектите што се во перспектива што може да се иницират и да се реализират по натамошните. Со системот за наводнување Равен Речица ќе се наводнува земјоделска површина што се протега од десната горна страна на автопатот Тетово-Гостивар до подножието на Шарпланина.
Предвидено е да биде фатена и дополнителна површина од 300 хектари, која се наоѓа под автопатот во атарот на Горно Седларце. Проектот треба целосно да се заокружи во период од 5 години. Представници на владата и јавни предпријатија извршија увид во реконструкцијата на булеварот Индустријска во Тетово. Директорот на јавното предпријатие Македонија Пат Беки Мемети рече дека инвестицијата е од клучен интерес за градот, затоа што се работи за булевар кој се користи за транситен сообраќај. Тој не даде одговор дали булеварот Индустријска кој се реконструира ќе се пробие до крај. Да се реализира во должина од 4 километри во вредност од 37 милиони денари. Ние како јавно предпријатие нема да застанеме тука, имаме предвидено повеќе проекти за идната година, така да на пролето очекуваме на поголема асфалтна офанзива, така речена, да ги подобриме, да подобриме комуникацијата на сите граѓани кои што живеат во Република Македонија. Истакна Беки Мемети, директор на јавното предпријатие Македонија Пат. На увид во градежните работи беше вице-премиерот Бујер Османи. Најави нови инвестициони зафати во Тетовско-гостиварскиот регион. Денеска ги дебатиравме и проектите во рамки на на патиштата и во рамките на комуналните проекти. Околу 5 милиона веќе завршени во овој период. 7 милиона евра 5 милиони евра веќе завршени проекти, 7 милиони евра во фаза на подготовка, но и се реализира проектот од 70 милиони евра за градба и рехабилитација на локални патишта. Морам да го спомнам патот Тетово Попова Шапка од должина од 18 километри, многу важен за развојот на туризмот и развојот на модернизираниот скијачки центар кој што институциите го спремаат. Подготовката на проектот за автопатот Тетово Гостивар, меѓутоа и магистралниот гасовод Скопје Тетово Гостивар. Рече Османи. Булеварот Индустријска беше реконструиран пред неколку години, но и покрај многуте најави на градските власти, досега не се започнате никакви активности за пробивање на булеварот, кој завршува кај спортскиот центар, па возилата претежно тешките товарни. Центарот го користат како транзитен сообраќај, создавајќи дополнителни гужви и хаос во сообраќајот. Министерот за економија денес беше во посета на компанија во индустријската зона до шпатот Тетово-Требош. При денешната посета на Федербау, министерот за економија Крешник Бектеши посочи дека оваа компанија представува пример дека домашните компании инвестираат, вработуваат нови луѓе, го зголемуваат и извозот. Со новиот закон за финансиска поддршка на инвестициите, каде домашните компании ги изненачивме со странските компании и најдобар пример од денешниот не верувам дека имат, каде што им дадовме можност и на нашите компании да растат, да инвестираат во нови објекти, во нова опрема, се со цел тие да бидат поконкурентни, не само во нашата држава, не само во регионот, но во иднина, зошто да не и во глобални рамки. Од компанијата пак велат дека владата ќе им помогне во развојот преку набавка на опрема и дека секоја поддршка е добредојдена. Надевамо се дека ќе биде успешно и помоćно, идеално, пошто нас треба, ние сме на развој, на просперитет, да кажемо, на градбата и така натаму, дека треба нешто помоќ и од држава. За идната година министерот Бектеши најави нови мерки со кои би се раздвижила економијата во нашата земја. Ние од наредната година ќе инвестираме во човечкиот капитал, во работниците во Северна Македонија, за тие да ги мотивираме уште повеќе да бидат што попродуктивни, а така и нашите компании да станат што поконкурентни, но не само тоа. Ние веќе сме предвиделе и во новиот буџет поддршка за домашните и странските компании, а посебно за микро, малите и средните компании, имајќи во предвид дека нашите компании сакаме да станат што поконкурентни, а со тоа да се креираат нови работни места, да се зголеми извозот, да воведат нови технологии, значи и со тоа ќе добие целата држава, ќе добие економијата.
Изложба на фотографии и предмети поврзани со скијањето, прикажани вчера пред Тетовци, во чест на 85 годишнината на Зимско-рекреативниот центар Попова шапка. 11 ноември 1934 година е значаен датум за историјата на Попова шапка. На тој ден започна приказната за овој наш голем и според многумина најубав зимски туристички центар. На тој датум е отворен првиот планинарско-скијачки дом на Попова шапка, со што започна една приказна долга 85 години и приказна која се уште трае. Од оние скромни почетоци, преку незиниот брз развој во втората половина на минатиот век, па до денешни дни, кога е во своевидна стагнација, Попова шапка и понатаму останува зимско-рекреативен центар со врвни скијачки патеки на кои завидуваат и многу познати светски скијачки центри. Во чест на 85 годишнината, планинарскиот клуб Љуботен од Тетово ја отвори изложбата 85 години Попова шапка, на која, преку фотографии и изложба на 25 оригинални предмети поврзани со скијањето, беше прикажан 8,5 деценискиот развој на оваа наша зимска убавица. За нас како членови на планинарски клуб Љуботен значи многу затоа што клубот е формиран 25-та година, а првиот објект е иницијатива на клубот и во првите години клубот ја одржувал Попова шапка преку со можностите кои што имал, така да ова е големо значење за нас на планинарскиот клуб Љуботен, а е од големо значење за сите тетовци, како што гледаме дека изложбата е доста посетена и се надевам дека ќе остане врежана во меморија на луѓето и понатаму секој со своите можности кои што ги има да помогне во еден чекор, кој што понатаму ќе допринесе за подобрување на Попова шапка, иако знаеме дека сега во една фаза која што е негде некоја стагнација, но се надевам дека во иднина ова ќе разбуди некои емоции, некои моменти кај луѓето кои што ќе размислат како понатаму да се функционира на Попова шапка. За првите децении од развојот на Попова шапка се сеќава Димитрije Ѓорчевски, познат кај тетовци како Диме Чауш, најстариот тетовски скијач и еден од директните градители на овој зимски скијачки и туристички центар. Ние како млади скокавме од скоколницата. Да се испробаме дали можеме да скокаме или не можеме да скокаме. Покрај мене и други скокаја. Не сум бил јас сам, со мене беше и Владо Апостоловски, кој што не се живее во Сплит. И со него скокавме заедно на скоколницата. Првите скокови не ни беа вака успешни, затоа што не занесуваше ветерот наназад и моравме со рацете да се потпираме на снегот, за да се кој ќе паднемо, за да се дигнеме да не направиме некој салто. После, например, се стабилизиравме и успешно ги изведувавме скоковите. Тие не беа некои големи скокови по 2-30 метра, али сепак за тоа време беа импресивни скокови и првите скокавме ние на таа скокалница. И како што кажа Бранислав Светозаревич, промоторот на оваа изложба, Попова шапка за многу генерации представува голем зимско-рекреативен центар со неповторливи скијачки терени, почетна точка на многу планинарски патеки, воздушна бања и место на убави спомени од младост. Успешен втор дел од сезоната имаа каратистите на шарпланинец од Тетово, кои на 5 меѓународни надпревари освоија повеќе од 50 одличија во сите категории. Карате клубот Шарпланинец имаше успешен настап на 2 квалитетни меѓународни турнири изминатиот период. Тетовските каратисти најпрво учествуваа на меѓународниот карате турнир Гран При на Ниш во Србија, каде освоија 10 одличија, од кои дури 4 златни. Во неделата каратистите на Шарпланинец учествуваа и на меѓународниот турнир по повод ослободувањето на Скопје 13 ноември, кој беше во организација на карате клубот Цветан Димов од Скопје. На надпреварот кој се одржа во спортската сала при Факултетот за физичка култура, Живе Петровски освои златен медал, додека Михаела Сапунџиевска и Стефан Илиевски беа второпласирани во нивните категории. Бронзени медали освоија Ива Крстевска и Арбион Велии. Оваа сезона за карате клубот Шарпланинец е историска, затоа што на многу турнири како во државата, така и надвор од неа, нашите деца освоија многу медали и мислам дека
до година ќе се трудиме да ја направиме уште побогата ова отколку што беше претходната сезона. Сега со овој турнир вчера што беше во Скопје, ја завршивме таа втора полусезона што се однесува до меѓународните турнири во нашата држава. Ни преостанува само уште меѓународниот турнир во Београд, кој што е на програмата околу крајот на овој месец, и за оваа година сме завршили. Карате клубот Шарпланинец моментално број околу 50 на членови, што мислам дека е некоја си оптимална бројка. Оваа година успеавме да се надминеме и како клуб и ние како тренери со Ивица, затоа што на државното првенство во Скопје 8 дечиња освоија медали и автоматски со тоа се репрезентативци на оваа држава. 7 од нив заминаа на Балканијадата во Бања Лука, од кои што 2 деца за малку не донесоа и од таму одличија, така да јас сум презадоволен. Се надевам дека до година таа бројка ќе расне и ќе бидеме што повеќе во репрезентација. Во карате клубот Шарпланинец членуваат 50 на деца од Тетово и околината, кои во вториот дел од сезоната учествуваа на 5 меѓународни надпревари и освоија 50 на одличија. Јас се викам Живе Петровски. Колку години имаш? 12. Колку време тренираш карате? 1,5 година. А кажи ми што имаш освоено до сега медали? Имам 3 трети место освоено, 1 сребро и на вчерашниот турнир злато. Јас се викам Стефан Илиевски. Тренирам 8 години. Што имаш освоено медали? Имам освоено повеќе златни медали. Лани бев државен првак во такмичењето во Кавадарци. Јас сум Михаела Сапунџиевска, тренирам веќе 4 години, имам 10 години. Оваа година бев на 5 надпревари. Меѓу тие надпревари ја освоив 3 втори места, 1 трето и 1 прво место. Бев државен првак, бев на балканско такмичење во Бања Лука. Јас сум Ива Крстевска, јас тренирам 5 години и имам повеќе златни медали. На кој надпревар имаш освоено злато? Ниш Опен, на Металург и втора на државно. За каратистите на Шарпланинец до крајот на календарската година останува уште учеството на меѓународен турнир во Белград, Србија, а сите овие надпревари се бодуваат за влез во репрезентацијата на Македонија за учество на Балканијадата која ќе се одржи во месец мај идната година. Времето денес беше облачно со врнежи од дожд. Дуваше повремено засилен југоисточен ветер. Температурите се движеа во интервал од 6 до 16 степени Целзиусови. Утре не очекува претежно облачно време со врнежи од дожд и со повремено засилен југоисточен ветер. Температурите ќе се движат во интервал од 11 до 17 степени Целзиусови. Ова беше последната информација за регионалните вести. Пријатно!